една сосема мала држава, представуваме кога сите ќе се собереме на Балканот, не можеме да се договориме околу некои елементарни работи. Мислам, културно наследство, потекло, историска легитимација, си оспоруваме имиња, територии, луѓе и така. Мислам, и сватив дека сето тоа може да се направи во еден роман. Роман кој ќе биде пародија на историјата. На крајот јас ги вратив, повторно ги претворив тие луѓе во споменици, затоа што самите сватија дека подобро им да се видат споменици во овој свет, одошто да бидат живи луѓе и да страдаат. Дојде до еден егоизам во нематеријална смисла, во емотивна смисла, и тоа е она што светот го прави студен и непријатен. Тука сме ние, образованието, кое за жал пропадна, црквата, која за жал е селективна во многу пристапи, во многу... Апсолутно. Мислам, едно е вера, друго е црква институција. Професоре, за жал тие добри луѓе некако се потиснати од општеството, а општеството ги величи овие егоистите. Па не само што ги величи туку, и ги наградува, за жал. Во папокот на светот верував уште дека може човек да му помогне на човек и на овој свет. Во папокот на светлината веќе мојот јунак оди на Светагора и мисли дека само Бог, ако и тој, може да го спаси овој свет и да го врати човек. Верата подразбира да не бидете суетен и сигурен во себе 100%. Дали постои вистинска љубов? Па љубовта е љубов само затоа што е вистинска. Второто име на љубовта е вистината. Не можете вие да љубите некога, а да не кажувате вистина.